Ете со овој Радовишки собор, ние го најавуваме нашиот гостин, првиот гостин денеска во утринското дружење, Дарко Илиевски, раководител на Националната установа Танец. Добро утро. Оркестарот при Танец. Драго ми е што говориме за нешто убаво, нешто со што се идентификуваме, нешто што е наша лична карта. Танец не е било кој, Танец е институција која постои 74 години. Додека го гледавме ова видео, инаку не го изгледавме цело, но во интерес на времето моравме малку да го скратиме. Низ овие 74 години верувам дека поминале луѓе кои што навистина оставиле траен печат и белег во нашево народно творештво, но она што оваа година е посебно и она што оваа година на некаков начин ве стави во позиција да размислувате за трајните вредности е тоа што веќе со вас заедно не е маестро Милан Завков, кому му го посветувате и предстојниот традиционален великденски концерт, така нели? Добро утро и од мене. Благодарам на поканата од моје име и од име на целиот колектив. Точно е, во овие 74 години најголемите доајени на нашата македонска музика во областта на фолклорот, на народната музика беа дел од ансамблот Танец. Тоа се секако нели и Тале Огненовски, и Кочо Петровски, и Васко Илиева, и Александар Сариевски, и Јонче Христоски, и ред други ликови кои што оставија трајни белези на она што денеска ние го и го користиме, и гледаме да го одржиме, возобновиме некогаш и промовираме на најдобар можен начин. Секако, еден од тие што оставија трајни вредности е и Милан, кој за жал знаете што се случи. Наша сега обврска и наша желба е да ние пред се како прв чекор во она што се нарекува нели одближување на ликот и делото и тоа што тој го остави во ансамблот Танец е да го посветиме овој великденски концерт на неговиот коreографски опус и она што го остави како аранжирање и авторство во делот на оркестарот и во делот на вокалните изведби. Така, велат човек е жив онолку колку што создал, онолку колку што дал. Колку е присутно неговото отсуство сега откако не е физички меѓу нас? Па пред се мене како колега хармоникаш нели најмногу да кажам недостасува. Ние баш скоро зборувавме пред неколку месеци, пробувавме нешто и му викам, човече, ти 5 години да не фатиш хармоника, викам, ќе бидеш шмајзер, викам, таква генетика, таква рака имаш. Тој се смее, не, вика, не можам толку. И тоа ние бевме колеги секојдневно во контакт, работевме 10 години заедно. Исто така скоро му велев, му викам, јас 3 години имав трема од кога се вработив, кога ќе требаше нешто заедно да свириме. После нели се здруживме сите, добра екипа сме во оркестарот. И апсолутно дека се чувствува отсуството, пред се неговото мајсторство на хармониката. Тоа е еден од најголемите мајстори што нашата држава со невидена виртуозност, невидена леснотија. Апсолутно. И мене ми е тешко во моментот да најдам точни зборови, но сите знаат каков мајстор беше Милан Завков. Така. Нека му е вечна слава и верувам дека ќе се гордее со вас на 10 на концертот, како и на се она што предстои во оваа сезона. Практично вие со овој концерт ја отварате на оваа концертна сезона. Па да, традиционално практично ние со години сезоната стартува со великденскиот концерт, кој што е најчесто во пресрет на великденските празници, така и оваа година. Тој ќе биде на 10 април во 20 часот во Националната опера и балет. Ги поканувам сите заинтересирани, се надевам дека се уште има билети. Доколку сакаат да не проследат, да бидат дел од отварањето на нашата сезона, да повелат во понеделник и да уживаат со Танец. Така. Верувам дека салата ќе биде преполна, покрај тоа што и понеделник не е ден викенд, и верувам дека ќе биде онака достоинствено како што и заслужува Танец. Танец 74 години постоење ги постави критериумите, стандардите, но и ја оправда целата она приказна, долгогодишна, успешна приказна. Практично и ние немаме културна некоја установа која што има толку долгогодишна традиција, така? Па не знам, мислам дека тука некаде сме и со опера и со филхармонија, ма не ги знам точните дати нивни, ама тука некаде 49-та година е Танец.
Од таа област година дена пред тоа се формирало културно-уметничкото друштво Кочараци и после тоа со указ на владата на тогашната. Колкава е одговорноста, Дарко, да се биде раководител на оркестарот во една ваква институција која што ги постави критериумите и е репер за сите останати културно-уметнички друштва, а ние знаеме колку културно-уметнички друштва има низ земјава, само во една општина има 20 на што останува за останатите? Па лично за мене одговорноста е голема. Пред се затоа што е национална установа, јас сум лично привилегиран да бидам раководител на оркестар на национална установа која што третира македонска музика. Сега, ние сме професионалци, ние одиме во насока да се повеќе го професионализираме нашето работење. Во таа насока се вработени и повеќе луѓе, оркестарот е зголемен во однос на минатите децении. Тоа само по себе не води до тоа да ние бидеме оркестар со специфичен состав и специфичен звук, кој што практично веќе го нема во културно-уметничките друштва. Таму малце и замреа оркестрите во, да кажам, во споредба со времето кога и јас свирев во културно-уметничко друштво, во академското Мирчацев. Сега мислам дека е намалена бројката на друштва кои што имаат редовен оркестар. Во таа насока ние сме свесни дека дел од снимките на нашите концерти тие друштва ги користат во своите живи настапи. Пред 2 години снимивме и компакт диск со 6 антологиски кореографии кои што мислам дека наскоро ќе бидат и објавени на нашиот YouTube канал, па ете на некој начин ќе им бидат и од помош на друштвата. Така што јас лично ја сваќам доста одговорно таа работа, бидејќи ја сакам и сметам дека треба да бидеме многу внимателни кон пристапот кон фолклорот, кон народната музика, а во иста насока треба да работиме на што поголема промоција, како во земјата, така и надвор од земјата. Верувам дека ќе биде така. Ајде малку да се задржиме на репертоарот. Што се ќе биде изведено во понеделник? Да, во понеделник ќе бидат кореографии за кои музичката обработка работеше Милан Завков. Значи концертот ќе почне со кореографијата Копачија. Ќе имаме сплет песни од Велешките игри, Сербес Донка. Ќе имаме Беломорски бисер, игри од Егејскиот крај на Македонија. Ќе имаме игри од Паланчкиот крај. Со тоа практично ќе заврши концертот со кореографијата на Мегдан. Ќе имаме Сузе Спасовска како наш првенец, што исто така ќе биде дел од концертот. Бисерно грло. Така е, оркестарот ќе даде свој придонес кон програмата со тоа што ќе исполни неколку композиции од маестрото Милан Завков. Така. Колку луѓе ќе видиме на сцената? Па ќе видиме многу луѓе, самиот оркестар е 20 луѓе, 16 пејачи, 40 на играчи, така да ќе биде полна сцената. Така. Како што реков, Танец, кога се формирал пред 74 години веднаш по ослободувањето, се формирал како резултат на еден суштинска потреба на нашиот народ од култура, од творештво, од идентификување со нашето минато, со нешто што сме биле ние низ вековите и со нешто што треба да траеме, бидејќи нема иднина без минато. Во овие нови времиња, значи во овој нов век, во овие нова ера на технологија, на развој, на интернет и така натаму, чинам дека младите генерации, новите генерации растат со едни поинакви стандарди, со едни поинакви визии. Колку млади луѓе има во публика на вашите настапи? Дали се претежно тоа луѓе возрастна некоја група или можеби сепак радува фактот дека ги има и млади и деца кои што сакаат да бидат присутни? Па, мое некое видување на тоа дека публиката на Танец е мешана. Имаме редовна публика, која што е може би повозрастна, но гледам и помлада публика. Тоа се веројатно пред се членови на културно-уметничките друштва, на фолклорните ансамбли, кои што сакаат да го видат Танец, бидејќи и тие во своето слободно време се бават со нешто кое што би сакале да биде како што го работи Танец, или некој нив тежне е да биде дел од Танец, така што публиката е разноврсна, но има и млада публика. Не можам да кажам дека нема, што е и добро. На новогодишниот концерт ни беа гости и играчи и пејачи од фолклорниот одсек во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј. Тие донесоа на некој начин и своја млада публика, се измеша со редовната публика, така што можам да кажам дека има
мешовита публика и има интерес и кај помладата генерација, иако може би звучи чудно. На што се друго сте фокусирани оваа сезона после првиот концерт со кој ја отварате сезонава? Па, како и секоја сезона, и ова ќе има своји предизвици. После великденскиот концерт ќе имаме низа на концерти низ државата. Ќе имаме проект така наречен изворни минијатури, каде што со да кажам помал состав со изворен оркестар ќе се представат игри, ора и песни кои што биле темел или основа на она што подоцна станало кореографија или кореографска постановка или некаков тип на обработка. Значи ќе имаме таков тип на концерти, ќе имаме концерти со целосниот ансамбл во Тетово и во Штип во наредните месец-два. Меѓународната активност е во преговори. Колку што знам, имаме најава за гостување во Турција, но се случија нели овие немили настани таму, па нешто се пролонгира околу тоа. Ќе имаме исто така заеднички концерт со ансамблот Коло од Србија, тоа ќе биде во Битола. Така што полусезоната ќе биде активна, во вториот дел од сезоната имаме една фина соработка со Македонската опера и балет, една фолклорно-класична симбиоза, каде што дел од нашиот репертоар ќе биде симфонизиран и ние заедно со нивниот оркестар и нивниот хор и нашите колеги ќе настапиме во операта, така што ќе биде богата сезона и сезона секако со предизвици како и секоја друга, и од технички, и од организационен карактер, и од програмски, од секаков. Так, одлично. Дарко, јас верувам дека во понеделник публиката која што знае да го почитува убавото, нашето, традиционалното, македонското и оние кои што знаат дека танец не е било кој туку танец и институција која го заслужува вниманието на македонската публика, ќе бидат присутни во Националната опера и балет во 20 часот. Влезниците, како што каже и Дарко, се во продажба. Да. Може да си ги набават, има доволно време. Посакувам успешен настан и уште многу плодни години на танеца и ти да бидеш таму присутен помеѓу колегите и помеѓу сите вие кои што представувате достојни чувари на нашата македонска традиција. Благодарам на поканата, ми беше задоволство. Се надевам дека наскоро повторно ќе се видиме. Верувам и јас, за некој убав повод ќе се видиме повторно,